Добар ден, почитувани, започува најновата Телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Заболувањето на срцевите валвули денес во многу случаи успешно се лекува без отворање на градниот кош. Што представуваат современите интервентни процедури? Кога се применуваат и како тави го промени начинот на лекување на пациентите со аортна стеноза? За сето ова денеска разговараме со доцент доктор Оливер Бушлетич, интервентен кардиолог. Останете на Телма, а поставете прашање во програма. За современото лекување на валвулите без класична операција со интервентни процедури. Во денешната Телма амбуланта зборуваме со доцент доктор Оливер Бушлетич, интервентен кардиолог во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добре најдов и повторно ми е мило што сум гостин во вашата емисија. Кога ќе споменеме интервентна процедура, интервентна кардиологија, веднаш помислуваме на ставање стент. Но во последните години оваа гранка во медицината се прошири. Па што се друго може да се лекува освен проширувањето на затнатите крвни садови? Да, болеста на срцевите артерии, на коронарните артерии е една од најчестите болести во современиот свет и е една од најчестите причини за смртност. И затоа, кога ќе се каже интервентна кардиологија, најмногу се мисли на тие коронарни процедури, односно стентирања. Веќе годишно во свет, мислам дека околу 4 милиони стентови се ставаат годишно, така да затоа и толку се зборува за тие процедури. Тоа е таа исхемиска атеросклеротска болест на коронарните артерии. Тука е важно, нели, ние кардиолозите секогаш повторуваме дека превенцијата е многу важна, дека од тие 4 милиони стентирања, веројатно добар дел може ли воопшто да нема потреба од стент или таа потреба да се одложи за 5-10 години, така да еве прилика повторно за гледачите, за пациентите да ги регулираат своите ризик фактори, за да го намалат ризикот од потреба за интервентна кардиологија, односно коронарно стентирање. Така, превенцијата е клучна, всушност, кога станува збор за здравјето на срцето и крвните садови. Да, тука е нели високиот притисок, тука е шеќерната болест, маснотиите. Луѓето обично кога имаат висок холестерол не осеќаат симптоми додека не се случи компликација, тоа е мозочен удар или срцев удар, меѓутоа тоа е доцна. Затоа, нели, пред да зборуваме за стентирања, за процедури на валвули, повторно да кажеме дека превенцијата е главна и таа мора да внимаваме на своите ризик фактори. Се почесто се зборува за структурни болести и промени на срцето. Зашто точно станува збор? Така, ако интервентната кардиологија и коронарните стентирања се веќе 30 на години наназад актуелни, последниве 10 години интервентната кардиологија влегува и во едно друго поле, каде што кардиохирургијата беше доминантна, а тоа е и во решавање на заболувања на валвули и некои други структурни дефекти на срцевиот мускул. Тоа е пред се, според бројките, тоа се болестите на аортната валвула, односно аортната стеноза, која е една од најчестите болести на срцевите валвули. И сега, како што ставаме стент, нели, преку артерија на рака или нога, има можност без класична операција, значи со користење на катетер, со влегување преку артерија на ногата, да ја лечиме таа болест на стеснети аортни залистоци. Има неколку залистоци на срцето. Има покрај аортните залистоци има и така. Тоа се митралните залистоци, пулмоналните и трикуспидалните залистоци. Тоа се 4 вида на залистоци кои имаат задача да ја насочуваат крвта од една срцева преграда во друга и понатаму излегувањето на крвта према системската циркулација, значи преминот на крвта од срце во аорта, тука се и аортните залистоци, и преминот на крвта од срце према белодробната циркулација. Сите тие залистоци се анатомски се всушност тенки ливчиња
кои отвараат и затвараат во текот на целиот живот, значи изложени се на постојана активност, оптоварување, проток на крв пред се аортните залистоци и затоа и најчести се заболувањата на аортните залистоци. Што се случува кога овие залистоци нема да можат правилно да се отворат или пак затворат? Така, стеснувањето е најчеста промена. Друга промена е тие залистоци и ливчиња да не затвараат добро и, кажано грубо, да пропуштаат крв. Наместо крвта да се движи во еден правец, низ валвулата, попушта валвулата, се враќа назад и тоа представува едно големо волуменско оптоварување на срцето. Значи, една иста крв ја пумпа, повторно се враќа, повторно ја пумпа, меѓутоа тоа е оптоварување на срцето кое, за жал, ако не се лекува правовремено, завршува со срцево попуштање, со срцева слабост, која потоа е многу тешка за лекување. Другиот тип на заболување е стеснување на тие залистоци. Значи, тие залистоци, дали како резултат на вродени аномалии, а почесто промени во текот на животот, некои воспаленија, па дури и обични настинки можат да ја зафатат валвулата, да направат сериозни инфекции, кои ќе резултираат со тоа да тие ливчиња, наместо да се грацилни, нежни, лесно да отвараат и да затвараат, стануваат калцифицирани, задебелени и воопшто не отвараат. Кај аортната стеноза, например, кога ќе се отворат ливчињата, се прави отвор кој е 3 до 4 квадратни сантиметри. Со тек на болеста аортна валвуларна стеноза, тој отвор станува под 1 квадратен сантиметар, па дури и 0,5. Значи, крвта не може да излезе од срцето и срцето прави голем напор за да испумпа крвта, за да обезбеди циркулација. На која возраст обично се јавуваат овие проблеми со срцевите валвули, односно срцевите залистоци? Така, тоа е обично едната етиологија причина е инфекција, другата почеста е дегенерација која е типична со возраста и обично тоа е веќе на возраст над 70 години. Сега веќе човечкиот живот се продолжува. Имаме се повеќе пациенти кои се 80, 85, па и 90 години и кај нив овие заболувања пред се на аортата се почести. Стенозата на митралната валвула, например, порано кога почнува в кардиологија, беше честа, меѓутоа со правилно лекување на инфекциите, користење на антибиотици, сега веќе имаме многу ретко ревматска треска кај децата и многу ретко имаме последица стеноза на митралната валвула. Затоа и сега доминираат болеста на аортната валвула и тоа стенозата. Значи, се поретко ја гледат оваа болест кај млади пациенти? Кај млади е по-ретко, кај млади е последица обично на други заболувања на срцевиот мускул, пред се попуштање на срцевиот мускул, срцевата слабост, а ова аортна стеноза е типична за една поодмината возраст. Може ли вроден да биде проблемот? Да, една од почестите вродени аномалии кај срцето е кога бебето ќе се роди наместо со 3 ливчиња, кои нормално ја градат аортната валвула, да се родат со 2 ливчиња. Тие одреден период од животот и функционираат добро, меѓутоа брзо дегенерираат, брзо се оштетуваат и кај нив на помлада возраст, веќе 30-40 години, имаме развој на стеноза, на задебелени ливчиња кои не отвараат, срцето не може доволно да испумпа крв и се јавува потреба за интервенција. Имат ли некакви симптоми пациентите? Може ли со години да немаат никакви знаци на болест, да живеат најнормално? Да, додека срцето е доволно силно, додека сепак постои доволно површина кога ќе се отворат тие залистоци, да има доволен проток на крвта, пациентите се активни, функционираат нормално. Многу често оваа бикуспидна вродена аномалија е случаен наод на преглед. Нели, внукот ќе ја носи бабата, па ајде ја да се прегледам, ќе направиме ехо и гледаме дека место 3 ливчиња има 2. Во понапредна фаза, кога веќе функцијата на залистоците е значајно намалена, кога имаме значајно намалување на протокот
на крвта низ таа валвула, започнуваат и симптомите. Тоа започнува постепено, неприметно. Многу често пациентите тоа го припишуваат на стресен период, хроничен период, на замор, затоа што сето тоа се случува постепено. Доминира заморот, доминира интолеранција на напор, значи можел да качи 5 спрат, па почнува веќе на 3-тиот спрат да го искачува тешко, па по година 2 и 2-риот спрат и 1-виот спрат станува проблем додека не побара помош. Во напредна фаза веќе срцето попушта, па се јавува и отоци на подколениците на нозете и тоа е веќе напредната фаза на болест. Обично дел од овие симптоми возрастните ги припишуваат на возраста. Па како да направат дистинкција дали е проблем со срцето или пак е сепак некој замор или пак состојби кои што се поврзани со годините? Значи возраста не е болест. Тоа да го расчистиме, тоа си е период од живот и сам по себе сите симптоми, и тоа е пракса, па дури и ние докторите, ајде на 80 години што сакаш да бидеш, колку сила сакаш да имаш. Меѓутоа, секој симптом, секоја тегоба која ве ограничува, особено споредено со периодот пред 3-6 месеци, доколку постои значајна разлика, е веќе аларм да се направи одредено испитување, да се побара причина за тој замор, отоци, кога ќе се симнат чорапите, неможност да се носит и најобични кеси од самопослуга. Значи не е тоа само неможност по скали да се качат. Неможност по скали да се качат, не е тоа јас имам 75 години и така треба. Не треба. Значи тоа е причина за еден кардиолошки преглед. Да. Потребен е и превентивен кардиолошки преглед, особено кога веќе има симптоми. И пациентите ќе кажат, не сум ист пред 6 месеци и сега. Се забележува разлика. Забележуваат разлика дека има значајно намалување за одредено кратко време. Не ден-два, ова не е болест што за 5 дена ќе биде различна или за 10, меѓутоа за 3, 6, 9 месеци веќе станува разлика. Дали еден обичен ехо преглед ќе ви даде одговор за проблемот со срцевите залистоци? Да, ехото тука е доминантен, па дури и слушалката, нели, аускултацијата на срцето. Ќе слушнете шум? Ќе се чуе шум доколку е веќе во една понапредната фаза. Значи еден обичен класичен преглед со слушалка може да покаже промени. Ехото е веќе софистицирана метода со висока прецизност, сигурност и јасна проценка на секоја од овие 4 валвули што ги кажавме, да се провери функцијата и да се каже дали има болест, до која фаза е и што понатаму. Што е со пациентите, со младите кои што се родени со 2 наместо со 3 ливчиња на валвулата? Дали тие во текот на детството имале шум на срце или не? Додека тие 2 ливчиња функционираат нормално, отвараат и затвараат и нема да се чуе најчесто, во најголем дел од случаевите не се слуша шум. Дури кога таа валвула ќе стане стенотична, стеснета, започнува да се јавува шумот. Многу е важно кај овие, да ги наречам пациенти, кои не мора да бидат пациенти со симптоми, рано да се открие оваа промена, затоа што тие 2 ливчиња се склони за инфекција. Така да кај нив, кај таа група на пациенти кои имаат бикуспидна аортна валвула, потребни се посебни мерки на превентива на воспаление на срцето, особено ако се планира некаква хируршка инвазивна метода. Кај нив секогаш препорачуваме профилакса, заштита со антибиотик, дали е тоа вадење за цистоскопија, некоја помала или поголема хирургија, секогаш мора да се превенира инфекција. Дури еден зап? Поправање зап не, обични зборуваме за крвави методи. Секоја крвава вадење на зап е сепак крвава метода и тоа место може да биде влезна рана за инфекција. За жал, тие залистоци се многу лесно подложни за инфекција. Тоа е тој ендокардит, кој е многу сериозна инфекција на
на залистоците и воопшто на срцевиот мускул. Се почува се прави корелација помеѓу здравјето на срцето и здравјето на усната празнина. Што ако пациентот има парадентоза и постојано крварење од непцата? Парадентозата е хронично воспаление, хронична инфламација. Порано, па дури и некои статистики покажуваат дека кај нив има зголемена појава на напредната атеросклероза, оштетување на крвните садови на срцето и дека тоа е и ризик фактор за исхемиска болест на срцето. Кај валвулите, хроничната инфламација не е директно поврзана со оштетување на залистоците, освен ако не настане инфекција, меѓутоа сепак е и тоа ризик фактор, затоа што и тоа е нарушување на имунитет и реакција на организмот. Доколку на прегледот се забележи дека има некаква болест на некој од срцевите залистоци, дали тој стеснет или пак попушта, од што зависи? Дали пациентот само ќе биде следен или пак ќе му препорачате некаква интервенција? Да, има точни параметри кои се мерат со ехо на срце, кои точно се одредуваат и зависно од добиените вредности на тие параметри, зависи пациентот дали ќе биде само со терапија, со следење, обично следење на 6 месеци или на година дена, или кај пациентот веќе се препорачува решавање на болеста. Тоа е, например, кај аортната стеноза е брзината со која крвта излегува од срцето во аортата. Брзини е 2,5-3 метри во секунда, обично бараат следење. Тоа е некој има градација на лесна аортна стеноза, умерена и тешка. Лесната и умерената обично бараат следење и терапија. Доколку нема некоја друга придружна болест, ако има, тогаш се лекува и аортната болест заедно со таа болест. Ако е изолирана болест, значи потребно е некој од тие параметри да е достигнат таа граница каде што веќе е потребна интервенција. Значи постојат јасно поставени критериуми. Да. До пред некоја година класичната хирургија, односно отварањето на градниот кош, беше единствениот начин за замена или односно за лекување на срцевите залистоци, но денеска има и поинаков пристап со интервентната кардиологија. Да. Дали тоа наменето за сите пациенти? Интервентната кардиологија и кардиохирургијата се надополнуваат една со друга. Бидејќи, рековме, аортната стеноза е болест на постари пациенти, тие пациенти се со зголемен ризик за било каква операција, така и за кардиохирургијата, и тука интервентната кардиологија со оваа ТАВИ процедура најде свое значајно место. Значи, кај високоризични? Кај високоризични за операција и обично пациенти над 70 години. Зборувам за овој тип на интервенција. За кај млади под 70 години кои немаат висок кардиохирушки ризик за операција, препораката се уште е класичната хирургија, иако и тоа веќе не е класична хирургија како порано, со голем рез, долготрајна операција. Веќе и во кардиохирургијата се повеќе актуелен тој минимално инвазивен пристап, страничен рез, помал рез. Сега веќе се користат и таму валвули кои не се шијат како порано, со што операцијата траеше долго. Сега таа валвула се става брзо, пациентот многу кратко е таа операција, така да целиот стрес за организмот е многу по-мал. Кај одреден број пациенти кои имаат висок ризик за операција, дали е тоа тешка болест на плуќа, некои други придружни бубрежни заболувања, напредната возраст, претходна операција со отварање на граден кош, значи се тоа состојби кои повторната операција ја прават со многу повисок ризик и тоа се веќе пациенти кои се погодни за овие интервентни транскатетер процедури. ТАВИ се нарекува всушност процедурата со која што се решава проблемот со аортната валвула. Аортната стеноза. Аортната стеноза, така. Веќе во развој валвули кои ќе решаваат и регургитацијата или она попуштање на аортната валвула, и тоа верувам дека ќе биде за неколку години веќе и тоа рутина. Сега ТАВИ процедурата подразбира транскатетер аортна валвуларна имплантација. Значи, преку катетер
преку васкуларен пристап, тоа е артерија на препоните. Значи, преку препоните, добро? Да, на ногата, иако кај одредени случаи имавме ние, например, преку субклавија, артерија, артеријата која е под клавикулата. Клучната коска? Да, под клучната коска пристап, каде што хирургот ни обезбедува пристап со многу мал рез, да дојдеме до артеријата и тоа да ни биде влезно место за да со катетерот ја поставиме валвулата. Ја заменувате, ја вадите едната валвула, ставате нова, како изгледа тоа? Не, за разлика кај хирушката операција, значи хирургот ја сече старата валвула и на нејзино место става нова. Кај нас валвулата е склопена, значи тие ливчиња, тоа е биолошки материјал од говедски перикард, фабрички е тоа обработено со посебни химикалии и сошиено е на еден прстен. Тој прстен е затворен, ние доаѓаме на местото на старите залистоци, тука се отвара тој прстен и старите залистоци фактички се притискаат над зидот, се буткаат на страна и сега на местото на отворот имаме прстен со нови ливчиња кои функционираат најнормално. Треба да се измери колкав прстен на пациентот му е потребен? Да, секој пациент е различна конституција, различна градба, затоа има и различни видови, типови на валвули и сите тие се со различни димензии. Па почнуваат 20 мм, 21,5, па 23 на 1,5 до 3 мм, зависно од кој вид на валвула. Тоа се прави проценка пред интервенција и многу други параметри треба да бидат исполнети за да биде пациентот погоден за ваква интервенција. Значи, бројни испитувања се прават пред самата интервенција? Да. Едно е ехо проценката, второ се прави коронарографија пред интервенција. Кога се прави преглед, всушност преку крвни садови? Да, влегувате повторно? се сликаат крвните садови кои го хранат срцевиот мускул. Нашето срце отприлика е колку 1 до 2 тупаници и на површината имаме крвни садови кои го хранат. Тие се тие коронарни срцеви артерии. Тие пред интервенција треба да ги отсликаме, доколку има болест која е на повеќе артерии кои не може да се решава со ставање на стентови, тогаш пациентот иде на класична операција, хирургија, значи да се направат бајпаси и да се постави класично хирушки валвула. Ако крвните садови се добри или може да го решиме проблемот со стентирање, тука одлуката е дали пред тави интервенцијата или после се ставаат стентови и се прави компјутерска томографија на цела аорта доле со артериите на нозете. Треба да бидат исполнети неколку услови. Зошто нозете се снимаат? Затоа што нозете ни се пристап до влезот за катетерот и за валвулата. Значи, тие треба да бидат проводни, затоа што тој катетер сепак е по-масивен, треба да има диаметар најмалку 5,5 милиметри, да нема големи кривини, да нема атеросклероза, да нема стеснување, да нема стеснување кај што неќе може да поминеме. Аортата и срцето треба да имаат одреден степен на закривеност и тие се тие параметри што после компјутерот се мерат, има посебни софтвери, програми, се одредуваат тие параметри и даваме проценка дали пациентот е погоден за тави. Колку време обично трае таа процедура? Дали пациентот е под општа анестезија или пак може тоа со локална да се направи за да спие, за да биде буден? Самата процедура? Да. Тенденцијата е да бидеме колку што е можно помалку инвазивни. Тоа не е класична седација во најголем број од случаевите, класична анестезија. Во најголем број од случаевите се трудиме тоа да биде седација. Пациентот да биде заспан, да биде релаксиран, да не чувствува болка, тоа влегување со катетри, поставување на валвулата. Многу ни е важно пациентот да биде мирен. Да не мрда. Да не мрда, дига нозе, сето тоа може да направи компликации. И важно е додека пациентот седиран, смирен, заспан, да кажам, многу порелаксирано е за нас да позиционираме таа валвула, затоа што ова е процедура на срце кое работи, кое пумпа. Кај кардиохирургијата срцето е запрено, имаме надворешна пумпа,
која ја врти Така, крвта, обезбедува циркулација. А тука работите на пулсирачко Тука работиме срце? на пулсирачко срце и тука е тоа позиционирање, зборуваме милиметар подоле погоре. Целата процедура се изведува со зголемување, значи апаратот, рентген апаратот, под рентген се работи, овозможува зголемување на сликата за да бидеме колку што е можно по-прецизни. Самиот чин на отварање на валвулата, кога залистоците нативните, природните, ги потиснуваме во зидот и ја го отвараме новиот прстен со новите ливчиња, во тој момент ние срцето мора да го стимулираме со многу голема брзина. Значи негде 180 до 200 удари во минута и фактички ние предизвикуваме срцев арест, застој. Срцето работи толку брзо да воопшто нема циркулација. Сега тоа не сме да биде подолго од 10 на 20 секунди и тоа е тој период кога ние ќе го запреме срцето и мора да ја отвориме валвулата. Затоа што ако срцето работи, за време на отварање на валвулата ќе ни ја исфрли валвулата. Значи мора многу брзо и прецизно да се работи. Да, тие се тие десетина, еве и 20 секунди, кога ние го стимулираме толку брзо срцето да едноставно нема циркулација тој период организмот. Срцето буквално трепери, воопшто не истиснува крв и го имаме тој период, тие десетина секунди да ја, конечна проценка дека тука ја отвараме валвулата, да ја отвориме и веднаш чим ќе се отвори валвулата да го исклучиме тој електростимулатор за да срцето повторно воспостави некој пулс 70, 80, 90. Колкав е рокот на траење на оваа биолошка валвула што се вградува? Според светските регистри се веќе некој просек 10 до 15 години овие валвули функционираат најнормално. 10 до 15 години. 10 до 15 години и тоа е технологијата оди напред, медицината оди напред, се измислува нов материјал, обработка. Веќе имаме 15 годишно нормално функционирање на залистоците. Тоа е проблем кај таа биолошка валвула. Токму затоа ке повозрасни пациенти обично се поставува. Кај младите ставате механичка? Кај млади се оди со механичка валвула. Механичка валвула, тие ливчиња која кај биолошките валвули е природен материјал. Кај механичката валвула тоа се дискови метални кои се функција доколку нема инфекција или компликација функционираат по 30 и повеќе години најнормално. Меѓутоа, таму имаме едно ограничување. Пациентот доживотно мора да е на лекови кои ја разредуваат крвта. А во овој случај не? Кај биолошката не. Кај механичката мора да се со антикоагулантна терапија, која има своји ризици, своји мани. Меѓутоа, долговечноста на валвулата е, да кажем, 30 години, па дури и повеќе. Ќе ги вклучиме и гледачите, имаме сосема малку време до крајот на денешното издание на Телма амбуланта. Оние што ќе се јават, ќе ги замолам да постават што пократки и поконцизни прашања во интерес на времето. Ние продолжуваме понатаму. Колку време по интервенцијата тави пациентот може да застане на ноза и да се опорави? Тука е предноста на оваа метода, затоа и оваа метода се препорачува кај повозрасни пациенти, каде што опоравување после поголема операција оди побавно. Значи, пациентот после веќе вториот ден, максимум третиот ден, ако е се во ред, си оди дома, најнормално се движи, нема посебен период на рехабилитација. И тоа е стварно напредок во медицината и предност. А доколку е оштетен митралниот залисток, дали со интервентната кардиологија може да се реши овој проблем? Да, и митралниот и трикуспидниот залисток сега веќе се решаваат на сличен начин со поставување на валвули или па имаме, сега бевме и на една обука баш на таа процедура митраклип. Тоа е кај митрална валвула која пропушта, таа е многу почеста во пракса. Буквално двата залистока се одвоени, не затвараат добро и голем дел од крвта се враќа. Исто вака со транскатетер, значи преку нога, како штипка која ќе ги фати тие ливчиња, ќе ги приближи
и ќе направи да затвораат многу подобро таа регургитација да ја намали. Кај регургитација, всушност кај пропуштање. Кај пропуштање но не кај валвула. стеноза? Кај стенозата има други методи на дување со балон само. Сега во подготовка една пациентка која ќе правиме. Доколку е стеснета, имавме 2 или 3 случаи кај пациенти кои се оперирани хирушки, имаат валвула на митрална позиција. Добро. Во таа хирушка валвула ставивме оваква биолошка валвула без повторно отварање на срцето и тоа на митрална позиција, што е реално ретко, зборувам и во светски рамки. Беа 2 или 3 случаи кои успешно се пласираше новата валвула и функционира одлично. Колку често потоа на пациентите ќе им бидат потребни контроли? Добро, првиот период додека се следи раната кај што е боцкано, да се види самата валвула, е на недела дена, на трета недела и после е веќе еднаш до 2 пати во годината. Имате ли пациенти кои што доаѓаат предоцна, кога можностите за интервенција се прилично ограничени? Да, тоа е од било кои причини, пациенти кои чекале долго време, непрепознаени, обиди да се лекува со терапија, меѓутоа веќе до одреден момент може таа болест се следи, се лекува. Над одреден момент, ако не се лекува, завршува со срцева слабост, оштетување и попуштање на срцевиот мускул, кој најчесто нема и назад враќање. Што најчесто ги плаши пациентите кога ќе разберат дека ќе треба да им се направи ваков тип на интервенција, односно замена на некои од срцевите залистоци? Добро, тоа е нормална реакција на секој човек, кој ќе се каже операција, интервенција, анестезија, внесување нова валвула, замена. Нормална е психичката реакција и стравот, па стар сум, па дошта е, колку сака нека се живее, нели? Тоа го слушаме, меѓутоа, нели, тоа е интервенција и класичната хирургија и нашите процедури имаат ризик на интервенција, меѓутоа користа е неколкукратно поголема и затоа нели секогаш правиме баланс помеѓу ризикот и користа и ја објаснуваме пациентите да го прифатат на крај предложениот третман. Од што повеќе се плашат? Од самата операција на срце или пак анестезијата? Зборуваме кај повозрастните пациенти. Од се заедно. Од се заедно? Да, се заедно е тоа страшно. Особено и кога ќе се додадат интернет и Фејсбук, Фејсбукот е... И искуствата, така. Да, секогаш има некој што знае најмногу и затоа, нели, Фејсбукот не е место за вистина. Има соодветни стручни веб страни, второ мислење доктори, нели? Така се доаѓа до одлуката. Не преку Фејсбук. Не преку социјалните Да, мрежи. социјалните мрежи. Нека извинат Фејсбук. Има и други мрежи на кои што исто така може да добијат разни типови на некоректни информации, да ги вклучиме гледачите. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Вака, поздрав до вас и до докторот. Меѓутоа, јас сум пациентка на диализа 15 години. И сега во последно време почна да ме паѓа притисокот 80-70 доаѓа и на тоа ниво застанува. Имам испитувања направено се, ништо нема со срцето, не ми откриваат. Доплер имам направено се тоа, ехо, и вика нема ништо. Сега мене ме плаши тоа и кој ќе одам како замор некој имам. Како ме тера на спиење, 5-6 сата, како ќе дојде навечер. А горниот притисок, значи вие 80-70, а долниот? Долниот 40. 40. Така. Да немате некое прашање, докторе, дополнително? Не, бидејќи сте на хроничен програм на хемодиализа... Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Да, најадекватно е со нефролозите, кои ја изведуваат диализата, кои ги одредуваат тие параметри, нели колку течност треба да се извади со диализата, да направат корекција за да не доаѓа притисокот толку низок. Значи може да се претера со вадење течност Да, понекогаш? секогаш диализата, нели, трудејќи се да се добие таа сува тежина, оптимална тежина за пациентот,
Меѓутоа, нели, прашањето и колку толерира пациентот, како толерира, најадекватно е со нефролозите. Со нефролозите, Да, така. тука. Уште еден гледач ќе добием. Поканете нефролог, па да... Па во едно од следните Да. изданија може да проговориме меѓу другото и за ова. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Ало, Ве слушаме одлично. Голем поздрав од Битола, Благодарам. до водителката и гостино. Благодарам. Аз имам едно прашање до вас, до докторот. Повелете. Јас минатите години многу години така чувствувам вртоглавици. И од тие вртоглавици никој не знаеше да ми најди во Битола чаре, не пуштате на уството, ваму, те таму и никако. Ама јас самата си се сетив дека тоа е од варирање на притисокот. И отидов во Филип II, тогаш беше, сега е Жан Митрев, тие видоа дека притисокот ми варира и ми дадоа апчиња, ми го нормализираа притисокот со Релика 4+, така да ми се смири вртоглавицата и јас од тогаш станав човек, да речем. Моите години се многу, јас сум сега многу поздрав од секогаш. На која имам возраст? еден бубрек пред 57 години изваден, млада уште бев, многу. Од тогаш имам 2 деца и така натаму и работев сите домашни работи, се. И денеска сум многу така подвижна, работам се. Моите се 79 години. Меѓутоа имам ќерка во Америка и таја сега ме вика да одам. Како ќе ми да случајно ми варира тој притисок, па си ја земам белата пак со тие вртоглавици. А каде треба да одите? Треба да патувате некаде? Треба да патувам за Америка, за Њујорк. Аха, и сега тоа ве плаши. Така, ве плаши патувањето? Ме плаши да не случајно пак ги тргнам тие маки. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. 79 години, активна, планира патување. Рековме, староста не е болест и не треба да биде ограничување. Препорака би била, нели, да продолжи редовната терапија и во Америка, да се обезбеда доволна количина на лекови за да нема прекини во терапијата. Инаку патувањето не очекувам да биде проблем. Така, да посакаме среќен пат и да си помине убава. И редовно терапија. И редовно терапија. Да. Така, понекогаш е проблем кога притисокот варира, знаат луѓето да чувствуваат несигурност во тие моменти. Добро, притисокот и физиолошки не може да биде константно иста вредност цело време. И затоа секогаш на пациентите ги прашувам како е просечниот крвен притисок. Не дали вчера бил 180, а другите денови 110. Просекот е важен. Како се определува тој? Мерење 7 дена секое утро се мери 2 пати, средната бројка се запишува, се добива еден дневник. Матичниот доктор ќе го види тој дневник и ќе види каква е реалната средна вредност на притисокот. Иначе постои таа лабилна хипертензија или вариабилна хипертензија, да има скокови, да има 3 дена висок притисок, па 5 дена да биде нормален, и тоа се лекува различно. Индивидуално е. Во медицината е, нели, правилното лекување е индивидуално лекување. Нема универзален рецепт за сите. Мора да се пристапи за секој пациент посебно. Ќе се прилагоди дозата, земањето на лекот и на тој начин ќе се дојде до она што е оптимум за пациентот. Докторе, чести ли се болестите на срцевите валвули? Да, веќе со продолжување на човечкиот живот, ова станува се почеста патологија, се почесто среќаваме вакви пациенти кои се постари со многу други болести, со поголем ризик, така да има решение и за овие највисоко ризични пациенти. Еден податок, лани на светско ниво имало околу 200.000 тави процедури. Значи, тоа е метода која е веќе докажана, јасна, рутина, пракса. Еве, утре имаме 5 пациенти, во петок имаме 4, во понеделник имаме 2, се тоа тави процедури. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што во убаво сликовито ја појаснивте оваа процедура што се изведува кај болестите на срцевите валвули. Да. Прецена аортната? Аортната, меѓутоа, има решение и за другите залистоци, како нели оние хирушки методи кои се сега веќе и со минимално инвазивни и надополнети со нашите транскатетер валвули. Така,
Да не сакате додадете уште нешто? Не, на крај имам обврска да се заблагодарам на екипата што ме покрива на моето така. работно место, доктор Вуковиќ и доктор Милосављевиќ и екипата Поздрав од и од сала. нас. Морам да си ја поздравам. Бидејќи минатиот пат имавте многу обврски, исто така во сала, па не успеавме да снимиме емисијата, но еве сега. Така, еве сега ме покрива додека сум тука. Јас им благодарам и на екипата докторска што ве покрива, а и вам за денешното гостување во Телма амбуланта, што дојдовте простор и време. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Благодарност и до вас за тоа што не следевте со внимание и ви посакувам пријатен ден.